Добро вечер или добар ден. 19:00 време е за првиот дневник на Сител, да ги видиме настаните кои го обележаа денот. СДСМ уште еднаш реши да ја блокира Македонија за свој партиски интерес. Ќе ја загубиме европската препорака затоа што СДСМ ја блокираше работата на Комисијата за собраниските инциденти на ланскиот 24 декември. Само нови избори може да ја спасат Македонија од европската блокада, а СДСМ да го спасат од влијанието на Црвенковски. Медиумите под контрола на СДСМ велат дека нови избори не ни се потребни и за нив е прифатливо губењето на европската препорака и уривањето на европерспективите. Патем договорот за создавање комисија за настаните од 24 декември, во втората точка има и договор за морени избори по барање токму на СДСМ. Цените на становите во Македонија, особено во Скопје, мора да паднат. Државата го намали данокот за станови од 18 на 5%, но наместо да се намали цената на становите за 100 до 150 евра по квадрат, тие пари си ги присвоија градежниците за себе и на тој начин ја изигра и владата и граѓаните од кои парите се одземаа без пазарен основ. Потребна е акција за заштита и изгрижување на децата кои се злоупотребуваат при просење. Казните за оние кои употребуваат бебења и мали деца за поттикнување на емоциите на граѓаните кои треба да дадат пари, а при тоа се забележува и успивање на децата со апчиња или алкохол. Принцот Чарлс повикан во британската полиција затоа што полицајците се сомневаат дека тој има сознание за заднината на смртта на принцезата Дајана, зашто до неовие се зборува многу, бидејќи се изнесени докази дека таа е убиена во организација на британски воени специјалци. Тема на денот, секако е ставот на СДСМ да не изгласа одлука на комисијата, право кој им го даде Груевски по вчерашното негово обраќање на нацијата, и со тоа Македонија значително се намалуваат европерспективите, бидејќи без оваа одлука на комисијата, речи си е сигурно, ние во октомври нема веќе по 3 години поред, сега веќе нема четвртата да добиеме препорака за преговори со Европската унија, што битно ќе влие и на нашиот статус во НАТО. 95-та, не така одамна за нас повозрастните, СДСМ реши без војна, без сила, да го смени името Република Македонија во ФИРОМ. 18 години потоа, ние се влечкаме со таа хипотека, се влечкаме со тој терет, заради тоа Македонија не е членка на НАТО, заради тоа на Македонија не е членка на Европската унија, иако црно на бело со години сите услови ги исполнила. Комисијата, која беше составена некаде во март, пред локалните избори, најавена, а потоа почна да работи, имаше цели задача да донесе став, мислење и препораки во врска со настаните пред, за време и околу 24 декември познатите инциденти во парламентот. Инцидентите почнаа неколку недели претходно, што ќе видите во коментарот кој потоа ќе следи, има свој епилог со обид за насилно влегување во парламентот и создавање тепачка помеѓу 6000 луѓе. Околу 2000 луѓе собрани на страната на СДСМ, околу 4000 луѓе од другата страна на улицата, приврзаници на ВМРО да помене. За среќа, полицијата тоа го спречи. Треба да остане запаметено и за ова и за наредните генерации. 95 една партија со своја одлука, бидејќи тогаш во парламентот немаше опозиција, СДСМ го смени името на државата и ден денеска ние тој проблем не може да го реши. На денешен ден СДСМ реши Македонија да дигне рација од евроинтеграциите, тие да имаат политички ќар, бидејќи во иднина ќе речат Груевски не доби препорака, а не тие, и да се обидат на тој капитал Шекеринска предсе и Црвенковски, а потоа и Зоран Заев на некои наредни избори да добијат победа. Кога се формираше комисијата, на 2 точки се темелеше одлуката за нејзино формирање. Првата е рачистување на настаните од 24 декември, втората точка, да не заборавиме, е подготовка и распишување ворени парламентарни избори по барање на СДСМ. Груевски вчера ги понуди двете. Му даде ексклузивно право на СДСМ, се откажа од својот консензус. Тие да донесат одлука, каква и да е. Комисијата да се ја заврши работата за Европската унија да добие податок според кој потоа ќе може да цени и да вреднува да добиеме уште еднаш потврда за нашите евроинтеграции со препораката. Сега тоа нема да го имаме. Дали утре парламентот ќе распише избори? Не знаеме. Не верувам дека било кој во држава во моментов тоа го знае. Се вршат консултации и во ВМРО ДПМН, и во ДУИ, и во ДПА, и во помалите партии, но се вршат консултации и во СДСМ. Едно очигледно, Заев во СДСМ делува сам. Ниту Шекеринска му дава да развие политика, тој е нејзин обичен портпарол и ден денес
на денешната пресконференција Шекеринска ги соопшти овие битни ставови на партијата, а не Заев, а очигледно е дека Црвенковски ги донесе одлуките. Тоа што тој го реши во март, тие го реализира на овој 25. август 2013 година. 6 месеци ништо не напреднувале. Но да видиме прво што понуди ВМРО ДПМН преку изјавата на Груевски вчера. Во една ваква ситуација, ВМРО ДПМН ги нуди следните алтернативи. Прво, комисијата има 5 члена. 3 од нив се членови на СДСМ. Предлогот е да се собере комисијата веднаш и со надгласување нека изгласаат како сакаат извештај во делот на правните квалификации. Ако председателот на комисијата Борче Давидковски не сака да гласа на ваков начин, ВМРО ДПМН ќе подржи веднаш нов председател, кој ќе го предложи СДСМ. И со оваа пресконференција може да се смета дека го подржуваме било кој нивни предлог за председател, без да тоа да се состануваме. Било кој. Подготвени сме за председател на комисијата да го прифатиме и самиот Бранко Црвенковски, или Зоран Заев, или Радмила Шекеринска, или Јани Макрадули, или било кој. Кој тие ќе го изгласаат и одберат. На тој начин, СДСМ ќе добие извештај, како што сака, што се однесува до правните квалификации, каде што и се блокираше работата, по нивна мерка, а Македонија ќе се ослободи од заканата за губење на препораката. Се разбира за нас и за најголем дел од македонската јавност, тоа ќе биде партиски извештај, но барем ќе го има. И државата и народот нема да трпат последици заради деструктивната политика на СДСМ. Ова би можело да се направи во текот на утрешниот ден. И втора алтернатива. Ако и ова е неприфатливо за СДСМ, тогаш го предлагаме следното. Веднаш во понеделник, на итна седница со одлука на парламентот, да распишеме предвремени парламентарни избори. При тоа предлагаме утре да подпишеме 2 верзии на правните квалификации во извештајот. Едната која ќе биде согласно ставот на ВМРО и во која ќе пишува дека е валидна само ако на изборите на 13 октомври ВМРО добие повеќе гласови отколку СДСМ. И втората, која ќе ги содржи правните квалификации кои ги преферира СДСМ и во која ќе пишува дека таа е валидна и стапува на сила доколку на денот на превремените избори на 13 октомври СДСМ добие повеќе гласови од ВМРО ДПМН. Фантастична понуда доби вчера СДСМ. Да има бар малку од политичкото искуство, од политичката намера и од политичкиот капацитет на Киро Глигоров, СДСМ кемпотираше денес фантастично. Груевски им даде шанса. Не се договоривме о комисијата, не се договоривме. Имате 3-2. Тројца се ваши. Дури и вашиот член, председател на комисијата, не сака да ги подржи ставовите на партијата, па затоа спаднавме на 2-2. Значи, еве ви понуда, вели Груевски. Изгласете извештај, за да го задоволиме барањето на Европската унија и да не останеме без препорак. Ние тоа ќе го прифатиме. Втората алтернатива е избори. Еве неќете избори. Слаби сте, сите бегаат од вас, а никој не доаѓа, еве неќете. СДСМ можеше денес да излезе со одлука. Еве, изгласавме. Завршена работата. СДСМ ќе рече, ја спаси Македонија од преки на евроинтеграциите. Пратено во Брисел, Брисел добиваме препорака, СДСМ има огромен политички капитал да каже дека тие имаа добра волја, ги надмина партиските интереси, го дадо извештајот кој нив се очекуваше, работата е завршена. Капитал не виден. Но, наспроти тоа, Шекеринска реши да не казни сите нас. Еве го нашиот предлог до ВМРО ДПМН. Ве повикуваме да се согласите со формулацијата за прекршување на Уставот со изфрлање на новинарите од Собраниската галерија. Не заради тоа што тоа е наше мислење, туку заради тоа што на секој наш граѓанин и на секој наблюдувач му беше јасно дека со тоа е повредена слободата на информирање. Базичен демократски принцип. Инаку непотребно е вакво
бламирање и додворување на новинарите од Шекеринска и СДСМ, и јас сум новинар и сител се новинарите, нивните пратеници, нивните функционери, токму на 24 декември се обидува да ги тепаат новинарите помеѓу останатите новинари на сител. Затоа ја молам Шекеринска во име свое, како новинар, немам право во име на други, да не спомнува новинари која сака да прави политички поени, бидејќи навистина станува блудкаво. Од друга страна, партија која тројца ја водат, а еден е номиниран за шеф, не може да реши за себе, а камали да реши за Македонија. Ништо ново на левата политичка страна во Македонија која ја предводи СДСМ. Партијата која без референдум и без опозиција во собранието на своја рака го смени знамето, а потоа името на државата од Македонија во Фиром и ја стави земјава под хипотека на своите партиски интереси, па 18 години трпиме заради тоа и Викендов не подсети со кого си имаме работа. Лани пред расправата за буџетот 3 недели СДСМ предизвикуваше инциденти во собранието. Имаше физички напади врз пратеници на ВМРО ДПМН, бркање новинари, покривање собраниски камери за да нема снимка од овие настани, кинење микрофони за да не се остави тонски запис и јавноста да види и чуе што се случува. Како што се договоривме, колега? Мирен ти ми. Најпосле на 24 декември Црвенковски организира 3000 луѓе пред парламентот кои се обидоа насила да влезат во собранието и да предизвикаат масовен физички конфликт со околу 6000 приврзаници на ВМРО ДПМН. Група пратеници од СДСМ физички го нападнаа председателот на парламентот Велјановски и започнаа конфликт кој заврши со отстранување на насилните пратеници од собраниската сала и новинарите од собраниската галерија. По препорака на Европската Унија се формира комисија од 3 представници на СДСМ и 2 на ВМРО ДПМН, која требаше до петок на полнок да донесе заклучок и препораки. Комисијата не донесе препораки пред се затоа што СДСМ бараше таа комисија да цени уставност на настаните, што е исклучива надлежност на Уставниот суд, а овој став не беше прифатлив ни за председателот на комисијата, професорот на правниот факултет Борче Давидковски, иако е поранешен функционер на СДСМ, па така комисијата не ја заврши работата поради која е формирана. Иако не е шеф на партијата, целата работа на комисијата во делот на СДСМ ја координираше и предводеше Црвенковски, па тоа и главната причина зошто немаше ефект ставот на формалниот шеф на партијата Зоран Заев да се најде компромис и да се донесе заеднички прифатлива одлука. Сега сосема известно, заради оваа блокада на СДСМ Македонија во октомври ќе ја загуби препораката за почеток на преговорите со Европската Унија. И тоа ќе биде многу голема политичка штета за сите во државата и фрлање во вода на повеќе годишните напори и резултати после кои Македонија 3 години поред ја добива препораката за НАТО и преговори со Европската Унија. Интерес и корист од ова имаат само Црвенковски и СДСМ, а штета имаме сите ние. По ова СДСМ ќе врати приказна дека Груевски и оваа влада ја загубиле препораката, а дека тие и само тие можат да обезбедат нова препорака и преговори и стандардно со Грција да го решат спорот за името кој исто така е создаден со одлука на СДСМ, со нивна одлука за промена на името од Македонија во Фиром. Што следи поставање на Македонија под хипотека за интерес на СДСМ. Груевски, за да се види дека има голема разлика помеѓу него и СДСМ во разбирањето на приоритетот дека државниот интерес е над партискиот, се откажа од консензус и понуди СДСМ сам да донесе одлука во комисијата со 3 наспроти нивните 2 гласа, само за да има некаква одлука на комисијата и да се одбегне блокадата и повлекувањето на препораката од страна на Европската комисија. Во понеделник ќе видиме дали СДСМ ќе го прифати ова, дали сака задржување на препораката или сака криза за создавање партиски интерес. Втората опција понудена од Груевски е на вонредни избори секој да побара поддршка и легитимитет пред граѓаните, што е вообичаен европски стандард за вакви ситуации кои се закануваат со тешки стратешки последици за државата. На Заев му одговараат вонредни избори затоа што ќе формира пратеничка група според својата програма, а ќе се ослободи од лоби групата на Црвенковски која не
не му дава да функционира како шеф на партијата. Според ставот на СДСМ ќе видиме дали во партијата доминира тој или Црвенковски. Одлуката за вонредни избори како последица на блокада на комисијата треба пред се да ја донесат ВМРО, ДПМН и СДСМ, затоа што тие ја водеа работата на комисијата која сега по блокадата од СДСМ ја донесе Македонија во криза. Патем кога во март СДСМ и ВМРО ДПМН се договорија за работата на комисијата, втората точка на тој договор беа вонредните избори кои токму СДСМ и Црвенковски ги бараа. ВМРО ДПМН им прифати формирање комисија, а еве сега и прифаќа и барање за вонредни избори. По се изгледа, СДСМ нема проблеми само со јавноста, националните интереси и со ВМРО ДПМН. Има проблеми и со сам себе, во партијата. Набргу треба да дознаеме, ќе ги загубиме ли препораките заради блокадите од СДСМ како што заради нив го загубивме знамето и името, или ќе имаме нови избори после кои ќе ја задржиме европската перспектива и ќе знаеме што и како ќе се превзема понатаму. Ја напуштаме високата политика ако може така да се крсти, одиме на реалниот живот. Владата донесе одлука, се сеќавате, да се намали данокот од 18 на 5% за продажба на станови. Тоа е сериозна бројка. 13% на 1000-1100 евра во Скопје минимум, во центарот или поширокото централно подрачје е 150 евра по квадрат. Градежниците или оние кои ги продаваат становите, трговците, не ја намалија цената, што значи нив им останаа во джеб незаслужено, без пазарни подобрени услови, 100 до 150 евра од квадрат. Тоа е огромна цифра на 50 на милиони евра, кои останаа таму, а беа наменети да се намали цената на станот. Денес во Скопје, на просечна локација, со просечна квалитет на градба, становите се 1100, 1200, па и 1300 евра за квадрат, што е за Македонија и за вложениот труд и материјал превисока цена. Државата, откако беше изиграна од градежниците и откако јавните пари се наполнеа во џеповите на градежниците, а не се намале цените на становите, има намера да превземе нови, овој пат пазарни мерки. Становите во државава енормно скапи и покрај мерките за нивно поевтинување. Со намалување на данокот на додадена вредност од 13% пред 3 години се очекуваше пат кај квадратот за 100 евра, но тоа не се случи. Напротив, становите поскапеа. Ова намалување наместо да ги стимулира граѓаните да купуваат поради поприфатливите цени, вишокот пари завршуваше во џебот на градежниците. Директорот Цветко Грознанов вели дека пазарот сега е презаситен и ќе ги натера инвеститорите да намалат од заработувачката со поевтинување на цената на становите за околу 10%. Покрај обидите на владата да ги намали, значи давачките околу становите, поточно намалувањето на данокот на додадената вредност од 18 на 5%, се уште не може да се почувствува во Република Македонија, поточно кај приватниот сектор да се почувствува намалување на висината на коштањето на метар квадратен стамбена површина. За изградба на метар квадратен според математиките на Грозданов инвеститорите плаќаат од 370 до 450 евра. Оваа цена варира во зависност од вградените материјали, кога ќе се пресметаат комуналиите и цената на земјиштето со вклучена заработувачка. Се добива сума не поголема од онаа на државните станови. Цените кои што во иднина ќе доаѓаат ќе бидат на некој начин коригирани, поточно намалени за одреден процент и населението во Република Македонија ќе може по поволни услови, значи да купи стан, поточно да обезбеди кров над главата. За да се продадат повеќе станови и куќи, државата дава и неповратни субвенции на граѓаните кои во зависност од моделот се движат од 10 до 15.000 евра. Тоа според Грозданов сериозно ќе ја мотивира потрошувачката на станови од кои сега дури 7.000 се изградени, но не продадени. Дополнително банките под хипотека имаат над 50.000 стана, од кои дел исто така ќе завршат на пазарот и ќе влијаат врз намалување на цената. Најголемиот капитален проект енергетски за Македонија приклучувањето на гасоводот Јужен Тек. Какви бенефити тоа ќе донесе во Охрид? Подпишувањето на договорот меѓу Русија и Македонија за приклучување на нашата земја на јужниот тек од рускиот гасовод представува милениумски потек за сливното подрачје на Охридското езеро, сметаат екологистите, со оглед на тоа дека езерото располага со огромни економски потенцијали. Покрај можноста за развој на туризмот во главниот туристички центар ќе се нормализира и состојбата со нивото на водата. Водената маса на Охридско езеро е огромен економски потенцијал,
каде преку истекот на црниот Рим струга, и централите Глубочица и Спилје, на годишно ниво се произведува некаде околу 500 милиони киловат-часови електрична енергија. Исто така езерска обала за надзор езерски туризам, што представува една голем економски потенцијал за развој и на градот Охрид, и на целото стивно подречје, а исто така и на Република Македонија. Ке се сочуваат шумските зелени појаси, а воедно ќе има услови за развој на езерскиот и алтернативниот туризам. Исто така ќе имаме активни водени ресурси, каде сливно подрачје располага преку 15.000 хектари обработлива земјоделска површина и оние граѓани кои што живеат во селските населби ќе можат да производат еколошки здрава храна. Пристигнувањето на рускиот газ ќе овозможи побрза реализација на бизнис планот, а за Македонија побрз економски, стопански, социјален и еколошки развој. Одеја во Струмица, тема регионалните патишта. Регионалните патни правци кои требаше да ги гради банкротираната Алпине Бау ќе бидат готови до крајот на годината. Се работи за 4 делници со вкупна должина од околу 72,5 км, на кои градежните активности течат интензивно. Првиот кој ќе биде завршен веќе во септември е патот Ангелци-Велјуса Водочабаниц со должина од 7,5 км. А за кратко време потоа, од Агенцијата за државни патишта најавуваат финиширање на регионалниот пат Радовиш Конче Лубница со должина од неполни 22 км. Тоа е интензивно се работи, исто така тама работи друга градежна оператива и таа треба да биде готова негдека до крајот на годината. Останатите два патни правци, тоа е Струга Девар и Кавадарци Мушов гроб, исто така брзо се работи. И покрај банкротот на австриската компанија, од Агенцијата за државни патишта вела дека успеале максимално да се заштитат и да ги наплатат сите банкарски гаранции. Освен по основно оно што дадовме како аванс 10%, кои што се ги повративме, ги активиравме оние 10% на ненавремено и неквалитетно завршување, така да јавното претпратие во делот за регионалните патишта ги активираше сите гаранции и се заштити согласно она како обврска што ја имаме. Освен регионални, австриската компанија Алпине требаше да гради и повеќе локални патишта широм државата и за нив гаранциите од околу 4,1 милион евра се веќе активирани. Деновиве е завршен тендерот за избор на изведувачи, а според најавите, за околу 1 месец по завршувањето на изборот и добивањето на согласност од Европската банка за обнова и развој, на терен ќе започне градежната оператива за довршување на локалните патишта. Сите тема да се згрижат и заштита децата, особено бебињата кои се користат од страна на питачите или просјаците за да мотивираат граѓани да дадат пари. И едно прашање, како тоа децата и бебињата кои се користат за питачење постојано спијат додека се на улица? Ги опиваат, дрогираат или им даваат апчиња за да бидат мирни и да не плачат. Затоа децата кои се злоупотребуваат за питачење по улиците постојано спијат. Ова шокантно сознание го згрози светот. Писмото на еден анонимен граѓанин се најде речиси на сите интернет портали. Тој месец дена наблюдувал жена која со бебе питачела во близина на метро станица во една европска метропола. Едногодишното дете секогаш спиело. Зачуден од оваа секојдневна слика, пробал да разговара со жената, но таа се правила дека не го слуша и го бркала за да може минувачите да ја оставаат пари. Потоа му се јавил на еден негов пријател од ромска националност, за да дознае за што станува збор. Тој му објаснил дека се работи за криминална банда, која изнемувала или крадела деца од сиромашни семејства. Потоа им давале апчиња, хероин или водка, за да не плачат. Многу од нив умирале и додека биле на улица во рацете на лажната мајка, која мртвото тело морала да го чува до крајот на денот. Утредента на негово место било носено друго бебе. На крајот од писмото авторот на оваа грозоморна сторија апелира да не им се даваат пари на питачи, бидејќи на тој начин овој бизнис би згаснал, а децата ќе бидат спасени. Злоупотребата на децата за питачење е сериозен проблем и во Македонија. Овие слики се секојдневие по улиците, крстосниците, трговските центри, парковите, не само во Скопје, туку и во другите поголеми градови. Овој руиниран дел од некогашното езерце во доцните попладневни часове е собиралиште на неколку семејства од ромска националност, кои до доцна во ноќта со десетина деца питачат низ градскиот парк или пред летните дискотеки, а додека да се раздени преспиваат тука. Од Труд и социјала велат дека повеќе пати ги тргале од тука, но тие повторно се враќале. Само ова лето во заеднички акции на социјала и МВР
На скопските улици се затекнати 40 на деца како питачат. Во Охрид 28, но тие биле носени од други градови, а во Куманово на Патарините биле најдени 10 питачи. Отрути социјала најавуваат дека ќе продолжат со акциите и апелираат да не им се дава пари за да се сузбие ова се позачестена појава. Родителите и полицајците во Тетово прошета по ноќните клубови, кафичите и рестораните да видат како се забавуваат нивните деца. Непосредно да се информираат за потенцијалните малолетнички ризици, конзумирање алкохол, учество во нарушување на јавниот ред и мир и други социопатолошки појави кои за жал неретко се среќаваат и на тетовското подрачје. Политиката на нашиот кафич е гости под 20 години да не пуштиме. Имаме наше обезбедување од 4-5 лица и тие се грижат за сигурноста на клиентите. Овие слики са чести, меѓутоа на жалост. Кој што рече и дечкото таму, јас делимично и се согласувам со него и они нема ќе да излагаат. Во 4 вестите видовме што културата нуди во Велес, сега одиме на етно тема во Берово. Викендов Берово пулсира во духот на етноплоштад фестивалот. Оваа најголема манифестација од ваков тип во земјава се одржува 9 пат поред и во себе ги обединува изворниот фолклор, модерната музика, ракотворбите и здравата храна. Овие денови го правиме Берово да биде дестинација за сите кои посакуваат да го видат тоа што е дадено дар од природата. За презентација и дегустација на малешевските еколошки производи во централното градско подрачје се поставени 50 на штандови. Ова се производи од малешевијата берени, на домашен начин се сите направени, значи тоа се сладко од шумски јагоди, малини, капини, аронија, боровинка, рибизла, вишна, слива, тиква и ориви. Ние сме пчеларска фарма преку 100 години. Имаме сите можни производи кои што се дар од природата и се многу корисни за консумирање и како храна и како лек. Саемот Малешевијата на Дланка е можности за промоција на оригинални ракотворби изработени од вештите мајстори. Овие што сакаат да купат и што се разбираат од уметноста, од копаничарењето, стварно гледаат, имаат вкус за што сакаат да купат и го купуваат. На големата сцена на плоштадот Димитар Беровски беше одржан целовечерен концерт, на кој настапи етногрупите од Малешевијата и Елица Тодорова и Лира Бенд од соседна Бугарија. Вечер во свој настап ќе имаат легендарните Лепи Сол. Организаторите очекуваат годинашниот саем да го Полицијата во Британија истражува дали Леди Ди или Леди Диана била убиена од воени специјалци на британската армија. Еден од тие кои ќе биде сослушани во полиција ќе биде незиниот поранешен сопруг принцот Чарлс. Принцот Чарлс на полициско сослушување за смртта на Леди Ди. Полицијата го повикала принцот да одговори на неколку прашања поради новите докази кои се појавија од неодамна. По 16 години од несреќата во британските медиуми излегоа нови моменти кои посочуваат дека Дајана и Доди се убиени од припадник на специјалната единица на британската војска. Полицијата излезе со соопштение дека ќе бидат разгледани сите информации и докази со кои располагаат, но дека тоа нема да значи обнова на истрагата. За сослушувањето на принцот Чарлс и таткото на Доди Алфаед од Скотланд Јард вела дека биле рутински. За новите моменти се огласи само мајката на возачот, која вели дека никогаш не верувала во пресудата, оти нејзиниот син е виновен и е убедена дека се работи за убиство. До сега имаше 3 истраги за смртта на принцезата, а во 2008 во Лондон се одржа судско истражување што се направи по барање на Алфаед. Заклучокот од истрагите беше ист, дека нема никакви докази за организиран заговор или за атентат, туку дека станува збор за несреќен случај. Таткото на Доди, иако постојано тврдеше дека се работи за убиство организирано од тајните служби, со цел да се спречи мајката на идниот британски крал да се омажи за муслиман, по известно време се повлече. По резултатите од последната истрага вети дека нема повеќе да зборува за антимуслимански заговор за смртта на својот син. И по новите докази за кои пишуваат британските медиуми, од Алфаед се уште нема коментар. Британската принцеза настрада во сообраќајна несреќа во Париз на 31 август 1997-та. Во автомобилот беше пронајдена заедно со својот љубовник египетскиот милионер Доди Алфаед. Последниот пат биле видени заедно како излегуваат од хотелот Рич и влегуваат во Мерцедесот, со кој удрија во бетонски столб по тунелот Понте Алма. Според резултатите од официјалната истрага, за несреќата бил виновен нивниот возач Хенри Пол, кој исто така загина. Тогашната истрага покажа дека возачот бил пијан и не успеал да го исконтролира возилото со кое се обидувал да им побегне на папараците. И за на крај, вечерва до 8, сега веќе скоро доста, но утре исто така во Сити Мол е пријавување за еден од најпознатите и највлијателните и најексклузивните
музички телевизиски појави, така наречениот Фактор X. Организација од страна на Сител, каде што тоа секе се емитува, е Снеже Велков. Да ја видиме незината изјава која ја презентиравме како линк во 16 часот. X-Factor Adria е под франшиза од Велика Британија, идејниот творец е Симон Ковел, додека пак лиценцата ја има откупено МБК продукција од Србија, а Сител телевизија е заеднички коорганизатор. Како што реков, утринава во 11 часот и 30 минути започна аудицијата, зачудувачки е големиот број на кандидати кои што се пријавија, па токму заради тоа што имаше толку голем број на кандидати, ние моравме да ги распоредиме во 2 дена, па така аудициите ќе се случуваат и денеска, значи со почеток од 11 часот и 30 минути до 20 часот, а ќе се случуваат и утре од истиот тајминг. Реално во шоу почнува да се емитува некаде на 14 октомври на фреквенцијата на Сител телевизија. Сите кандидати кои што ќе ги поминат овие прелиминарни аудиции, потоа одат на квалификации во Белград, за да подоцна од таму всушност влезат во на големо надпреварување и да влезат во борбата за потпишување на музички договор од 200.000 евра со Sony Music Production. Да не должиме време за спортот, мојот колега Трпевски има детали кои ќе бидат од интерес за најголем број луѓе кои денес гледаат Сител. Така е, започнуваме со кошарката. Македонија гостува Суперкупот во Улм, со доаѓање и репрезентацијата на Босна и Херцеговина, или речено нашки 3 од 3. Тоа другото речеме за Чековски. Другото за Чековски вели дека кошаркарот на МЗД Скопје аеродром Ѓорги Чековски беше најефикасниот стрелец во овој надпревар. Одиме со слика, нашата селекција славеше победа и во третиот надпревар од овој турнир, со водувајќи селекцијата на Босна и Херцеговина со 93-84. Иако нашите кошаркари има негатива од 8 поени разлика во 32-та минута, сепак во последната четвртина тие офрлија дури 33 наспроти 14 поени на босанскиот состав. Ѓорги Чековски средбата ја заврши со личен рекорд во црвено-жолтиот дрес од дури 33 постигнати кошеви. Владо Илиевски придодаде 20, а двоцифрен беше и Војдан Стојановски со 12 поени. Инаку на овој надпревар во составот на нашиот тим го немаше капитенот Перо Антич. Значи со трите победи над Грција, редоследно Германија, Босна и Херцеговина, Македонија ги заврши подготовките, односно пријателските надпревари за Евробаскетот. Кошаркарите се враќаат утре, ќе ги одработат последните 7 дена пред нивното заминување на 2 септември за Словенија, односно за Јесенице. А денеска беа одиграни надпреварите од четвртото коло во првата македонска фудбалска лига. Дерби надпреварот во Турново го доби Хоризонт со 2-0 со водувајќи го Вардар. Еве ги двојките и резултатите ќе ги чуете. Работнички Евромилк 2-2, Ренова Македонија Ѓорче Петров 2-1, Хоризонт Турново Вардар 2-0, Брегалница Пелистер 3-0, а без голови завршија средбите меѓу Металург Напредок и Гостивар Шкендија. На првите две позиции со по 10 освоени бодови се Хоризонт Турново и Брегалница, следува Пелистер со 7, Металург четврти со 6 освоени бодови. Од две нерешени средби, фудбалерите на Силекс во третото коло ја остварија првата победа. Жртва на Кратовци беа играчите на Тиверија, кои 3 пати ја вадеа топката од усвената мрежа. Најпрво во 21-та минута, кога Ѓоргиев со глава донесе водство по слободниот удар на Велинов. Гостите пропуштија можност да изрмат во 36-та минута преку Костовски. На 2-0 с големи повторно Ѓоргиев по асистенција на Насевски. Конечните 3-0 ги постави Велинов на 10 минути пред крајот, откако нововлезениот Заревски одлично го проигра. Во продолжение минуваме на ракометот. Во овие моменти македонскиот ракометен шампион во женска конкуренција Вардар ги игра завршните 2 минути на финалниот надпревар на меѓународниот турнир во Гер, Унгарија, и тоа против домаќинот на овој турнир, тимот на Гер. Убедлива предност има домакинките кои ќе го освојат турнирот, бидејќи водат на 2 минути до краја 29-19. Инаку Вардарки ги совлада на овој турнир Крим со 7 гола разлика и вчера францускиот Мец со 5 гола разлика. А македонскиот prvак пак во машка конкуренција, тимот на Вардар е победник на меѓународниот турнир во Белорусија. Црвено-црните денеска ја совлада екипата на Запорожје со 26-22. Што би рекол ти за све остало, нашиот вебсайт. Значи, тимот на Михајло Михајлов, Вардар Ватростална и во Европа, значи нешто, не само Македонија, што ради. Така. 23:00 или негде околу 23, вториот дневник на Сител, ќе имаме и нови информации, повелете, ве очекувам добро да денеста. Пријатно.